Со потпишување декларација завршува 14-тиот меѓународен форум за енергија за одржлив развој кој 3 дена траеше во Скопје. Декларацијата треба да биде потпишана попладнево, таму е Огнен Чанчаревиќ. Огнен, знаеме ли што пишува во документот? Да, Марија, како што кажа и ти, за некој час и половина токму во оваа сала ќе биде потпишана така наречената декларација Скопје, која што представува финалниот документ и финалниот извештај од глобалниот енергетски форум кој се одржува во Скопје и кој траеше 3 дена, како што и кажа и ти. Декларацијата ќе има 7 точки со заклучоци. Голем дел од заклучоците произлегуваат токму од дискусиите на панел сесиите овде на форумот во Скопје. Ние се наоѓаме токму во една од салите каде што предмалку заврши сесијата на панел дискусијата која што се однесуваше на дигитализацијата на енергетскиот сектор, предностите, но и ризиците кои што ги носи. Како што кажав, така наречената декларација Скопје, која што ќе ја потпишат министерката за енергетика Сања Божиновска, Армен Григоријан, постојаниот представник на Обединетите на УНДП во Македонија, и Дарио Лигути, директор на дивизијата за одржлива енергија во Обединетите нации. Има 7 точки. Дел од нив се геополитиката на енергијата и енергетската безбедност, односно диверзификацијата на ресурсите и на снабдувачите, бидејќи еден од заклучоците е дека енергетската стабилност, значи енергетската стабилност и независност, значи економска слобода, значи тоа се и дел од заклучоците дека мора да има диверзификација за да може било која држава во светот да биде економски сигурна и стабилна. Исто така, една од точките ќе биде и развојот во енергетскиот сектор, односно дигитализацијата, како што кажав, кои се предностите што ги нуди дигитализацијата и вештачката интелигенција, но и ризиците, па затоа посебен осврт има и на сајбер безбедноста при дигитализацијата на енергетскиот сектор. Меѓу точките кои што стојат во декларацијата Скопје се планирање на енергијата, интеграција на системите, енергетската ефикасност како на јавните, така и на приватните објекти, како една од клучните точки за намалување на потрошувачката на електрична енергија, на електрична и на топлинска енергија, и трансформацијата на индустријата од фосилни кон обновливи извори на енергија. Една од точките ќе биде секако и предизвиците кои што следат во енергетскиот сектор како во Македонија, така и во државите низ целиот свет, а тоа е зголемената побарувачка на електрична енергија и обезбедувањето достапност како за индустријата, така и за населението. Една од точките секако се однесува и на одржливиот развој и решенијата за одржлив развој. Како што кажа, форумот почна во вторникот, траеше 3 дена. Присутни беа над 500 гости од 70 држави, како и високи представници на Европската енергетска заедница, на Обединетите нации и на влади и енергетски компании од регионот, Европа и од светот. За сега тоа е се од овде, од форумот кој што се одржува во Скопје. Ние остануваме тука, а декларацијата Скопје како клуч на глобалниот форум се очекува да биде потпишана попладнево токму во оваа сала.